Конференцијата во Ванзе во 1942 година во Германија го отсликува пресудниот чекор на нацистите во одлучување на трагичната судбина на евреите во Втората светска војна. Екранизацијата на овој настан од темниот дел од светската историја денеска се прикажа во Штип. Ова е повеќе од дневен настан. Ова е посветено на дел од историјата што не смее да се заборави. Филмот го прикажува пресудниот момент кога на конференцијата во близина на германското езеро Вазне нацистите одлучија за трагичната судбина на еврејскиот народ. Овој настан е опомена за човештвото. Овој погром никогаш да не се повтори. И по 8 децении духовите на злото не исчезнуваат, констатира директорот на музеот на Холокаустот на евреите од Скопје, Горан Садикарио. Како да не стигнуваат или исчезнуваат духовите на злото. За жал, живееме во време на ревизионизам, негирање и искривување на историјата. Холокаустот на евреите од Македонија станува билатерално прашање, а не дел од светската историја. И денес сме сведоци на национализам, ксенофобија, фашизам и антисемитизам на секаде во светот. Говорот на омраза и насилството од омраза се честа реалност. По терористичкиот напад врз Израел од страна на Хамас на 7 октомври минатата година, антисемитизмот е во постојан пораст во целиот свет, вклучувајќи ја Северна Македонија. Евреите се стигматизираат, теориите на заговор против евреите се се поприсутни. Извикуваат и пишуваат пароли и слогани за уништување на евреите и на државата Израел. Се повикува Хитлер да се врати и да го заврши започнатото конечно решавање на еврејското прашање. За жал, евреите повторно живеат во страв на секаде во светот. Домакинот, штипскиот градоначалник Иван Јорданов, потенцирајќи за вакво нешто никогаш да не се повтори, потсети на тој трагичен момент од историјата на Штип и штипските евреи. На 11 март 1943 година над 550 евреи од Штип насилно биле извадени од нивните домови и со железнички композиции биле однесени во Скопскиот монопол, од каде на 22 март над 7100 евреи од Штип, Скопје и Битола биле депортирани до нивната последна адреса, логорите во Треблинка, каде трагично завршуваат нивните животни приказни. Сведоштвата за Холокаустот мора да послужат како постојан потсетник за кревкоста на човековите права, посочи проректорот за настава од Штипскиот универзитет Гоце Делчев, Мишко Джидров. Соочени со опасната од дискриминација, предрасуди, антисемитизам, национализам, расизам, образованието останува нашата најмокна алатка. Нашата одговорност како академска институција, академски граѓани е да го потребиме знаењето колку што можеме подобро во градењето на поправеден свет. Нашиот универзитет постои како камен темелник на знаење и просветлување, е и место каде што исто така се создаваат идеи, но при тоа се негува и културата на разбирањето. Со прикажување на филмот конференцијата во Вазне, Штип ги одбележа 80 годишнината од возобновувањето на еврејската заедница во Македонија, како и 81 годишнината од депортацијата на штипските евреи во нацистичките логори на смртта.